Вторник, 21 август, го гледате најновото издание на регионалните вести. Верниците од исламска вероисповед денес го празнуваат Курбан Бајрам, празникот на солидарноста, помирувањето и хуманоста. Семејствата колот Курбан на месото се дели на 3 дела: еден за сиромашните, еден за роднините и еден дел за домот. Муслиманските верници денес го слават Курбан Бајрам, празникот на солидарноста, помирувањето и хуманоста. Празнувањето започнува од рано наутро со молитва во џамиите намаз Бајрам, откако верниците ќе ги посетат вечните почивалишта на блиските починати. Празнувањето продолжува со посета на домовите на роднините, пријателите и честитки за среќа и здравје. Домашната трпеза за овој ден е богата, а неизбежен дел од неа е традиционалната баклава. Идемо ујутро, се клањаме и после дојдам јадам. После голим корбаном и после шетамо као фамилија и тоа е. У сабајле идемо, се клањамо тамо, па после идемо кај тетките, кај сестра, кај што имаш роднини, идеш тамо да ги посетиш, а прво идемо кај гробишта, тамо наш така ни е верата, идемо тамо да прославимо, па после дојдемо од дома, јадемо леп, сладкиче што има нешто, тоа е тоа. Ние со тоа го разделиме, колиме што е бик или нешто друго и ги носиме кај што тие што немат да јадат, мислим. За тоа празникот што имамо, ги делимо да ги слават и тие да се почитуваат како луѓе, како тоа е тоа. Една од карактеристиките која го означува овој празник е принесувањето жртва курбан. Курбанското месо треба да се дели на 3 дела: еден за сиромашните, втор за роднините, а третиот се остава за домот. Освен славењето со семејството и пријателите, традициите на празникот налагаат верниците да ги помогнат сиромашните, да покажат хуманост и солидарност и да го поделат тоа што го имаат со оние на кои им е потребно. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во името на Аллах, милостивиот, somilosен. Ассаламу алейкум, ва рахметуллахи ва баракатух. Мирот, милоста и благосостојбата нека бдеат над вас. Почитувани браќа и сестри, драги верници, возвишениот Аллах Джелешану во Кур'ани Керим вели: да, ние ти дадовме добро изобилно, па клањај му се на Господарот твој и заколи курбан. Оној што те мрази ќе остане без навистина помен. Празникот Курбан Бајрам не подсетува на недобар начин на божествените учења за рамноправност, правичност, единство, солидарност, милосрдност и пожртвуваност, принципи кои што го тераат човештвото да размислува за добрината и за тоа што го сака семоќниот. Затоа, да се радуваме заедно за овој беричетен ден, останувајќи доследни на принципите на исламската вера, кои што негуваат човечки и универзални вредности. Во името на муфтиството на ИВЗ на Тетово и во моето лично име ви го честитам празникот Курбан Бајрам, барајќи од Аллах Джелешануху да ги прими нашите молитви и курбани. Курбан Бајрам во муслиманската религија е поврзан со одењето на аджилак во Мека и Медина, што го означува петтиот столб на исламот. Овој празник без сомнение е светол празник, бидејќи ја одбележува нашата верност и искреност кон семоќниот Аллах Джелешану, кој што токму во очи на овој празник ја усаврши нашата вера, комплетирајќи го величенствениот Куран
Kurban Bajram, to znači, dragi vernici, je praznik во кој што снажно се пренесува пораката за племенитоста и милоста на нашиот Творец, Аллах Джелешану. Празникот Курбан Бајрам се слави 3 дена. Полицијата трага по 33-годишник од Тетовско Горно Седларце, осомничен за ранување на жител на Гостиварска Долна Банјица. Над повредениот е извршена операција на клиниките во Скопје, пошто состојбата му се стабилизирала. 54 годишен жител на Гостиварска Долна Банјица бил ранет со пиштол од неговиот зет за керка. Настанот се случил вчера во предпладневните часови пред домот на повредениот. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и полициска екипа, а околностите и мотивите за покањето се уште не се познати. За застрелувањето на АУ е осомничен 33 годишниот БС од тетовското село Горно Седларце. Ранетиот со 2 прострелни рани најпрво бил донесен во ургентниот центар во Гостивар, од каде по укажаната медицинска помош, како итен случај бил пренесен на клиниките во Скопје. Таму врз него е извршена операција и тој се наоѓа во стабилна состојба. Јавното обвинителство информираше дека дежурен јавен обвинител издал наредби за собирање на траги од местото на настанот, скицирање и фотографирање и наредба за трагање по осомничениот. Секторот за внатрешни работи Тетово соопшти дека работат на расветлување на околностите кои довеле до ранувањето и интензивно трагаат по лицето осомничено за пукањето. За само еден ден секторот за внатрешни работи Тетово откри 60 најразлични видови прекршоци. Тетовската полиција вчера откри 60 прекршоци, меѓу кои најбројни се управување без возачка дозвола и стечена регистрација и погрешно паркирање. Вакви слични активности планирани се во наредниот период, а посебен таргет ќе биде неприлагодената брзина, кој натаму е причина број 1 за најголемиот број сообраќајните несреќи во Полошкиот регион, истакнуваат од полицијата. Со ваквата констатација се согласуваат и сообраќајните експерти. Истакнуваат дека сообраќајната некултура е причина број 1 за зачестените сообраќајки. Вината за ваквата појава ја гледаат и во необележаната сообраќајна сигнализација. Сведоци сме дека обележувањето хоризонталната сигнализација е на ниско ниво. Значи, билите се дигне квалитетот на материјалите што се користат, или барем 2 пати годишно се врши бележење, кое што нормално дека визуелно ќе допринесе возачите да бидат повнимателни. Не знам дали нешто од вертикалната сигнализација фали или може да се додаде, веројатно може. Меѓутоа, друга една мерка, пред малку, малку што поразговаравме, невниманието е во голема мерка причина. Кај возачите, меѓутоа, пошто сум и возач, мислам дека и пешаците има невнимание, така да можеби друга мерка би била да е за една синхронизирана акција на општината со образованието и со полицијата, да се подкрене малку нивото на сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот. Тетовци велат дека едно од најризичните сообраќајници во градот е раскрсницата меѓу булеварот Благоје Тоска и улицата Борис Кидрич. Забележуваат дека учесниците немаат никаква култура и затоа се случуваат сообраќајките. Полицијата според нив треба да биде поприсутна на сообраќајниците. Ова е од секогаш била критична оваа раскрсница. Не е од сега па да критикувам, од секогаш била критична оваа раскрсница и таа доле кај жито. Што треба да се преземе? Ја мислим дека не мора да има сообраќаец тука. Моје мислење дека додека не се казни некој и пешакот, не се виновни само возачите, и пешаците се виновни. Констатираните прекршоци откриени вчера од тетовската полиција заокружени се со 28 прекршочни, 24 мандатни платни налози и со 8 писмени предупредувања. 24.203 денари изнесува просечната месечна исплатена нето плата по вработен во јуни годинава. Според податоците на Државниот завод за статистика, таа е зголемена во однос на истиот месец минатата година.
Во јуни оваа година забележано е зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен. Според податоците на Државниот завод за статистика, таа изнесувала 24.203 денари, додека истиот месец минатата година била 22.808 денари. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите рударство и вадење на камен 20,4%, информации и комуникации 16,7% и преработувачка индустрија 14,7%. Вработените во рудници зеле плата која во просек изнесува 33.511 денари. Во фирмите за информации и комуникации била исплатена просечна плата од 43.787 денари, додека во предпријатијата за преработка 20.433 денари. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување 14%, објекти за сместување и сервисни дејности со храна 11,3% и снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација 3,0%. Инаку, највисока просечна плата во јуни била исплатена во фирмите кои што работат во секторот компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности и изнесувала 56.587 денари, додека најниска била во секторот рибарство и аквакултура и изнесувала 12.656 денари. За утре е закажана 9-тата седница на Советот на Општина Тетово. Советниците ќе расправаат за потребите за нов урбанистички план на градот и определување на заштитни зони. Ќе се изјаснат и за избор на командир на полициската станица од општа надлежност. Тетовските советници утре низ 16 точки од дневниот ред на 9-тата седница на Советот ќе дискутираат за поголемите потреби на градот. Меѓу точките ќе се одлучува за пристапување кон изработка на нов генерален урбанистички план на град Тетово, како и за потребата од определување на заштитни зони. По четвртата точка советниците ќе расправаат за преземање на долгот на јавното комунално предпријатие Тетово, а шестата точка од дневниот ред е наменета за одлука за пренамена на ИПА грант средства за финансирање на проектот за набавка на специјално комунално возило за собирање на смет и контејнери за складирање на смет. Советниците на Општина Тетово утре ќе се изјаснати за избор на командир на полициската станица од општа надлежност Тетово. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Од таму додаваат дека попладне ќе има услови за ретка појава на пороен дожд и грмежи, особено во северните делови. Утринската температура се движеше од 10 до 20, а дневната од 29 до 37 целзиусови степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре ќе имаме сончево и топло време. Утринската температура ќе се движи од 12 до 23, а дневната од 27 до 38 целзиусови степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Регионалните вести завршуваат овде. Ви благодарам што ги гледавте. Пријатно.